Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ден, Македонија, добар ден, почитувани гледачи и слушатели на Радио Слободна Македонија. Вие сте во живо на фреквенциите на Радио Слободна Македонија, национално радио 96,0. Јас сум Слободан Томич, автор и уредник на оваа емисија. Еве е 17 часот и 2 минути. Вие сте на вистинската фреквенција, почитувани. Го реализираме, одбележуваме 11-тиот ден на собирот, на Семакедонскиот собир за поддршка на македонската кауза, кој ќе речам македонска кауза, а тоа е што Македонија е држава која по кој пат докажа дека ги почитува сите стандарди на сите граѓани, сите етнички заедници. Покажа дека е држава на мултикултурализмот, што не е факт во големите држави. Ова е факт што јас го зборам од причина што големите држави ни најмалку немаат мултикултурализмот. Зошто? Бидејќи секој сака да бидат газди, да се поставуваат и однесуваат како вистински домаќини во својата куќа. Тоа е за почит и за поздрав. Но зошто кога Македонија треба да си го почитува своето основен белег на државата, своето име, јазик, идентитет и се она што значи македонски, тоа значи не сме, нема право и никој нема никаква шанса тоа да го потврди. Еве, во овие сите изминати 2 години, речиси трета година на поведок, Македонија се соочува со едно, да речам, најнепринципиелно, најнечовечко, нехумано, неетичко и неморално однесување на така наречени политиканти, кои ден денеска слугуваат и натаму на нечистивиот, како да речам и рогатиот, бидејќи тешки пари се во прашање и никако не може да застанат, бидејќи нарачателот доаѓа по своето. Исто така, да бидам искрен, интересна беше и колумната на мојот драг пријател Джейсон Мико, кој вели ѓаволот доаѓа по своето. Ние нема да збориме за ѓаволот, с краја да е, ќе збориме за тоа што значи како да му спречиме ѓаволот и како да речеме стоп. Од друга ситуација што рековме почитувани овие изминати 2,5 години, речиси трета година на поведок, имаме политиканти кои не најмалку и немаат м од македонизмот или македонштината и натаму по секоја цена сака да бидат власт. Видовме дека и еден документ, страмен документ, мимо тоа што вие самите го нарековте, ја мојата маленкост ќе речам со критички осврт кон еден најпарадоксален документ наречен Охридски договор, сега настапи на платформа која е напишана во една туѓа држава, а против интересите на македонскиот народ. Зошто Заев го крие договорот со ДУИ? Е мојот работен наслов што ќе го работам вечерва заедно со вас, почитувани слушатели на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. И да очекувам во поголем број на ваше јавување на 02 31 31 332 и мојот почитуван и угледен пријател и професор по меѓународно право, тој е професор доктор Јанко Бачев, кому ќе му посакам добро дојде. Добро дојде, Јанко. Добар ден, професоре, проштевете малце, јас на ти поминавме како и да е. Сме долго години и во Гласот на народот, но почитувајќи го тоа што со години го работите и го правите за Македонија, задоволство ми е да бидете без соговор. Добар ден за слушателите на Радио Слободна Македонија и се надевам дека во минутите сега што следат ќе го задржиме вниманието на интересни теми. Да, секако вниманието почитувани ќе го задржиме и со убава музика. Еве предлагам една убава музика, режијата што ќе ја подготви, а тоа е по ваше барање. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, Гласот на народот на Радио Слободна Македонија. Како што е темата зошто Заев го крие договорот со ДУИ, мојот и ваш соговорник е професор доктор Јанко Бачев. Господин Бачев, зошто Заев го крие договорот? Па во актуелната криза може би ова е клучното прашање, кој што треба да го знае македонската јавност
бидејќи еве сведоци сме свега дека после изборите се наметна таа фамозна платформа која што беше подпишена во соседна Албанија и од тука сега се појавија доста дилеми во јавноста. Од една страна гледаме дека ВМРО ДПМН како најголема партија во земјата излегува со свој став дека ЗАЕФ е спремен да го менува знамето, грбот, химната, парите, двојазичност во земјата и значи комплетно редефинирање на државата и рушење на Македонија и македонците, а од друга страна излегуваат од Социјалдемократскиот сојуз со така спротивен став, кажуваат дека сето тоа е лага, дека ништо не е вистина и дека сите нивни активности со ДУИ се согласно уставот. Од тука ние и како Народно движење за Македонија пред 4 дена упативме на соопштение во кое што бараме Зоран Заев и СДСМ да излезат во јавноста и да го покажат договорот со ДУИ со цел јавноста да види кој лаже и кој манипулира со јавноста. Меѓутоа веќе без разлика што СДСМ се уште го крие тој договор, еве сигналите стигнаа преку изјавите на Али Ахмети на Бујар Османи во кој што во своите последни изјави, ми се чини дека има денеска некои изјави во кој што кажа дека со СДСМ веќе е договорена промена на парите, двојазичноста и следува сега да се разговара за грбот, за знамето, за химната. Од тука значи веќе маските падна, значи горе-доле тој договор, елементи од тој договор излегува во јавноста, али најдобро е како што кажав, значи во јавноста да излезе самиот Социјалдемократски сојуз, да излезе пред граѓаните и да ги каже сите тие елементи, детали од тој договор и сите после ова да се излезе на нови вонредни парламентарни избори и народот да се одлучи дали ќе ја прифати или нема да ја прифати таа платформа. Има ли некако сценарио се тоа што Заев се плаши, се крие, имена констатација од народот вели вака, Заев се крие и остава ДУИ да ги информира граѓаните дека СДСМ го продал идентитетот само да се дограби до власт. Па кога веќе зборуваме за сценарио, така една моја, така да кажем, скромна анализа, кажува дека сепак има некој сценарио во сето ова, во оваа двегодишна криза во која што е заглавена земјата и тој некој, така, во наводници што стои за сето ова работа, еве некои гледаме во јавноста го нарекуваат сценарист, некои го нарекуваат како чадорот, јас во моите така настапи го употребувам терминот зверот. Значи тој некој зверот кој стои за сето ова работа го смислил тоа сценарио и според мене тоа сценарио веќе се одвиваше во неколку фази. Првата фаза беше да ја потсетам јавноста пред некаде повеќе од 2 години, кога во јавноста излезе тој проект, таа фамозна анализа на рамковниот договор, кој што Зверот преку ДУИ ја нареча од Питер Фейт, да ја изработи таа анализа за рамковниот договор за потребите на секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, во кој што требаше да се даде таа анализа. Сега ако се погледне внимателно таа анализа, тогаш ќе се види дека сите точки се поклопуваат со точките од сегашната платформа која што беше склучена во Тирана. Значи тоа е едно пресликување на таа анализа. Сега за среќа тогаш македонските власти ја спречија да заживее таа анализа. Таа анализа не го виде светлото на денот и како што страмежливо беше најавена, така и страмежливо беше си замина од сцената. Понатаму во втората фаза Зверот го измисли диво населје во Куманово со цел да се скрши македонскиот народ, меѓутоа и во тој случај македонските безбедносни сили беа на висината на задачата и го спречија, го осуетоја тој обид. Значи на Зверот преку диво населје да се предизвикаат тие тензии со цел да се постигне ова што сега се бара. И откога во овие условно да ги кажам, во овие 2 фази не успеа тоа сценарио на Зверот, тогаш најверојатно се донело некоја одлука да се промени тој стратешки пристап, како да се скршат Македонија и македонците, и тогаш најверојатно дошле до заклучок дека не може тоа да го реализираат со албанска партија. И најверојатно Зверот тогаш поаѓа од претпоставки дека тој момент може да го реализира само со македонска партија во таа фаза. И оттука таа преодна фаза беше на 11 декември. Со изборите, кога Зверот, условно кажано пак, значи, истори голем број финансиски средства, ги купи тие албански гласови и еве гледаме дека сега шансите се изгледни да го оствари сценарието преку македонска партија. Значи да повторам, откога се види дека со албанска партија тоа не може да се реализира, значи тргнаа со македонска партија и еве веќе опипливи се тие првични резултати.
да се реализира тоа страшно сценарио за редефинирање на државата и за рушење на Македонија. И од тука сега веќе јас сум намислен дека во оваа фаза ова сценарио не може да го спречи ниту владата, ниту председателот, ниту било која партија, него во оваа фаза веќе ова сценарио може да го спречи само народот. Значи македонскиот народ мора да го спречи и ќе успее ако биде единствен и сплотен, без разлика тоа влијание странско или на зверот, пак да се вратаме големо, моќно, сепак ако народот е сплотен, ако застане на забраникот на сопствените интереси, колку да е моќен тој странски центар, не може да уништи цел еден народ. Еве, поштованите слушатели има можност да слушнат и атмосфера, додека водиме оваа емисија во живо. Рековме дека и студиото наше се наоѓа, каже владата на Република Македонија, каде 11 дена македонскиот народ, значи почитувани слушатели, господин Бачев, тука нема никаков презнак, ни лавот, ни да речам другите, ни петокраката, ни никоја, над се е Македонија или тоа големо тома. Тука можеме да ги видиме сите дека се собрани во една голема бројка и со илјадници македонци кои се предлагат на Република Македонија, кои со исти колорит, со иста порака, дека ние нема да прифаќаат никакви платформи. Како вие го дефинирате како професор на сето ова, имајќи факт дека повеќе пати упативте повеќе критики и пред ова да се случи? Наназад ако погледнеме во оваа двогодишна актуелна криза во која што заглави на земјата, може би јас лично во моите настапи и како Народно движење за Македонија, може би сме партија која што најмногу ги употребувавме термините домашно единство, домашен терен, кризата се решава на домашен терен, со домашна памет, бидејќи тоа домашно политичко единство е најсилната брана против секаква внатрешна или било каква надворешна закана. Странците се денеска тука, утре ќе си заменат, проблемите остануваат наши. Затоа ние треба да се вразумиме како македонци, а во моментот најодговорен за судбината се ВМРО-ДПМН и СДСМ, односно Никола Груевски и Зоран Заев. Значи ние треба да се вразумиме, да седнат, да го израдуваат народот со домашно политичко единство, да ја прифати Заев поканата, повикот на ВМРО-ДПМН, еве колку што сега што слушаме дека владеачката партија е спремна дури да им даде и поддршка во собранието, да формираат малцинска влада. Дали тоа е надминување на сите позитивни вредности, да речем, господин Бачев, во смисло на зборот подаден на рак. Ако збориме овој случај, ќе ми дозволите да констатирам една голема Германија, на Германија која за волјата на вистината за да се задржи Германија во целост. Значи ЦДУ као партија која е авангардна во Германија го прифати и СПД, да речем Социјалната демократска партија, да се запази Германија. Имајќи факт да подсетам, во Германија има 8 милиони, поточно 7 милиони и 600 илјади турци, од кои 4 милиони се родени турци. По дефиниција би тие треба исто така да добијат право, двојазичност и така натаму. Од тука ситуација Груевски подаде вистинска рака на братство, да речам, на поврзување и сето да се спаси Македонија. Дали треба да се поднесуваат критики на еден политичар кој еве направи своевидна реформа во менталниот чип на македонеците? Ние сега, како македонци, треба да заборавиме на сите тие политички предбукувања што ги имаме во земјата. Сега мора да се брани државата, бидејќи сега Македонија е на удар на зверот кој што е во обид и во налет да го зададе решавачкиот удар. Редефинирање. Тој звер дефинитивно сака да уништи Македонија. Редефинирање на државата и промена на името, а промена на името за нас македонци значи и промена на идентитетот. Значи сега е тој клучен момент кога треба да се брани државата и ние треба да заборавиме на сите наши домашни несогласувања. Јас сум многу револтиран кога деновиве го гледам како Али Ахмети на отворена сцена се мајтапи со нашите врвни политичари. Излегува и вели ќе молам, вика, ВМРО-ДПМН и СДСМ да не ја претворат оваа криза во етничка, бидејќи ќе настанат немили сцени. А видите, а самиот тој ја претвори кризата од криминална во етничка. Сите ние се сеќаваме дека тие прислушкувани материјали, бомби, така наречени политички бомби, кога излегува во јавноста, тие беа за криминални индици, за сторени криминални дела и Али Ахмети многу вешто таа криза од криминална ја префрли на теренот на етничките односи со таа фламозна платформа. И сега човекот кој што ја префрли кризата од криминална во етничка, сега се мајтепи на отворена сцена и вели немој Груевски Заев да ја однесет кризата на етнички терен. Значи тоа е едно тако понижување за понижување за нас македонците и од тука пак ја апелирам, значи ние сега треба како македонци да се вразумиме, да заборавиме на се. Сега се брани државата,
а во едни нормални услови после нека се спроведат сите потребни постапки судски кој се огрешил, нека заврши таму кај што му предвидува кривичниот законник. Бидејќи сакам да упатам една порака од тука, без разлика кој што правил, доколку во моментот ако државата се струши, ќе нас затрупа сите во неа. Џабе ни е после и да градиме благосостојба и институции и правна држава, значи сега во моментот битно е да се сочува државата. И јас сум многу разочаран и многу сум, како да кажам, вознемирен од изјавата што ја слушам од господинот Заев. Тој ниеднаш не спомнува дека ќе гради концепт на една држава, него вели концепт на едно општество. А концептот на едно општество значи губење на идентитетот на сите заедници што живеат во државата. Концепт на едно општество значи дека нема повеќе македонци, албанци, срби, роми во Македонија, него ќе има граѓани, поединци, индивидуи. Значи сака да го со таков концепт се губи идентитетот на македонците, додека за разлика од македонците, албанците имаат свој идентитет со кого да се поистоветуваат во соседни држави. И тој концепт е многу опасен за Македонија. Мораме тука една мала пауза за реклами. Идеме со реклами, се враќаме во студиото. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Почитувани, како што знам, се уште сте нова фреквенција, бидејќи има што зошто и да бидете, кој слушате гласот на народот. Мојот соговорник професор доктор Јанко Бачев, вие сте на 96,00. Темата, рековме, е зошто Заев го крие договорот со ДУИ. Професоре, имајќи факт дека новиот председател на Америка Доналд Трамп дефинитивно истовремено има истата иконографија, истата ситуација како што ние тука имаме речиси со години, со таа воена револуција или Color Revolution што ја викаат, каде што се соочува со еден голем звер, како што велите вие. Од друга ситуација јасно и гласно упати порака дека со Македонија нема шанси никој да се поигрува. Ова го имам брзосво на информациите кои пристигаат и од Соединените американски држави. И тоа го кажа неговиот советник, токму во овој проект Гласот на народот. Зошто страф од попис, имајќи факт во една нормална држава, се знае куќниот ред и ЕСАПот, да се преброиме колку сме во самата куќа Македонија. И конечно, зошто страф од попис, од и нови избори? Или, да речам, вонредни избори, со кои веднаш ќе се стави крај на ова шизофренија? Во однос на пописот, можам да кажам дека ние како Народно движење за Македонија уште во 2009 година поднесовме кривична пријава за фалсификување на пописот во 2002 година. Бидејќи таа кривична пријава не беше процесирана, во декември 2015 ја доставивме и до специјалното јавно обвинителство, бидејќи во една од тие политички бомби се спомнува пописот. Но за наше изненадување сега молчи специјалната јавна обвинителка. Значи на незините ментори не ја одговара и таа да го актуализира прашањето за пописот. Инаку доказите, фактите и доказите што ги предлагаме, што ги приложуваме кон кривичната пријава се многу издржани и оттаму јасно се гледа како е изведена таа фалсификувана статистичка операција со фалсификување на пописот и од доказите произлегува дека албанците во тоа време се некаде околу 17%. Меѓутоа 16 спомна и дори збак повеќе. Меѓутоа тие странски центри во тоа време едноставно кажаа пописот мора да биде како што е замислено, ако се под 20% ќе ги измислите да бидат над 20%, така да тој пописен резултат е длабок фалсификат од тоа време и тука можам само да кажам еден сегмент од таа кривична пријава. Например, предпоследниот попис беше во 1994 година. Од предпоследниот попис 2004 до последниот 2002 година населението во Македонија е зголемено некаде за 85.000 жители. И сега замисли од тие 85.000 жители 69.000 се албанци, околу 2.500 се македонци, а околу 14.000 се останатите. Значи од 2004 до 2002 година практично населението во Македонија годишно се зголемувало за 8.500 албанци, а само за 2.500 само за 250 македонци, или тој сооднос, ако го споредите, на едно македонско дете се раѓало по 34 албански деца, што е нонсенс, што е мислам надвор
од природните и од секакви човечки закони, така да тој попис е значи длабок фалсификат, што се случи, але за жал, како што реков, значи најповиканите институции молчат по нашата кривична пријава за фалсификување на пописот. А во однос на изборите јас го делам мислењето дека треба да има во најскоро време уште едни парламентарни избори, дури некако Народно движење за Македонија имаме посебен мотив да има тие избори, бидејќи како што е познато за изборите на 11 декември нашите листи како резултат на политиката и политичките сценарии не беа пуштени да излезат на изборите. Кој се плаши од избори? Па на таа фамозна... Зошто се плаши од избори? Па најверојатно сега се плашат од избори бидејќи еве им се случува народ. Така да Вистината излезе на видело. така да тие да кажеме во МРДП не се сме како големи партии прават секојдневни анкети на дневна основа за расположението на народот и од тука сега тие резултати што ги добиваат по тие анкети за на опозицијскиот СДСМ нема одговара Дали Заев има доверба кај своето членство, имајќи факт кога веќе вистината излезе на видело? Па сега дали има доверба најдобро се покажува на избори. Од тука сега значи ние треба оваа криза двегодишна криза изборите од 11 декември не ја решија. Од тука сега значи најбезболно, најдобро решение е да има уште едни избори во најскоро време и да се види сите да излеземе со своите така програмско предлоги да се види народот на кој ќе даде довербата, бидејќи оваа ситуација сега не е издржлива. И да се формира малцинска влада нема да функционира, ќе бидат закочени институциите, така да најдобро решение во овој момент е да се формира да се распишат уште едни избори, а како што кажав, значи ние како Народно движење за Македонија тоа го поддржуваме, има и посебен мотив бидејќи како што реков од тие политика и политички сценарија на таа фамозна седница на ДИК каде што известител била Виолета Дума, ги отврија нашите листи бидејќи анкетите им покажале дека можеме да освоиме од 3 до 5 пратеника. Професоре, тука ве поканав како професор, ќе ве замолам со оглед дека нема да ми замерите, да. Контекст на изборите. Да. Еве класичен пример, кога се има единство. Да бидеме јасни, и врапчињата тоа го знаат, дека албанците меѓу себе, како политички, да речам, елити, не сакаат да се видат. Но, кога во прашање националната кауза, стратегија, тие се сплотени. Дали е тоа факт дека истината води кон самиот аргумент дека по стратегијата што некој ми ја дефинирал и ми ја дава на тацна и се случува ова. Од друга ситуација се синтетизираат гласовите на македонскиот електорат и се разводнуваат по повеќе политички партии и се губи она што е зацртаната цел. Беше пораката на Груевски, колку се сеќам, токму една опомена. Гласајте за вистинската опција која ќе го задржи македонизмот. Од друга ситуација, ако не, ќе ви се случи ова што денеска го имаме. Дали отсуството тоа, да речам, над се, над партиското, над личното, доведе ваква ситуација? Па фактички сега со вашето прашање, значи вие кажавте суштината на нашето однесување, бидејќи ние не треба да ги обвинуваме за ова 25 годишни проблеми што ги имаме во државата, националните малцинства, соседите, странците. Вина треба да ја бараме кај нас, македонците, во тие големи делби и поделби што ги имаме. Еве убаво кажавте, кога се однесува некој прашање од интерес за албанците, тие зборуваат во еден глас. А од друга страна ќе видите, еве и во парламентот жестоки кавги за криминални работи, за економски теми, а од друга страна кога се работи за тие национални албански прашања, имате единство. Затоа сега Заев како лидер на најголемата опозицијска партија треба да ја прифати таа подадена рака што му дава Груевски, да седнат и да ги договорат стратешките македонски интереси и во тие интереси не треба да чепка никој, без разлика кој ќе составува влада, кој ќе преговара за влада. И убаво кажавте, нека учат од примерот на примерот од 2001 година за време на војната. Имавме една ситуација кога тогаш покојниот Армен Џафери и Имери Мери одеа кај Леотари Пердју и зборуваа во еден глас за албански интереси, а Лјучо Георгиевски и Бранко Црвенгиски одеа и се кодошеа еден со друг меѓу себе кај Леотари Пердју. И од таа војна излеговме, видовте како излеговме, поразена, понижена, посрамена Македонија до денешно време со нарушено државничко достоинство. Од тука сега значи спасот на Македонија само во тоа ако се постигне да го израдуваат народот со домашно политичко единство и тогаш јас верувам дека нема сила кој што ќе може да ја редефинира или да работи на наше национални интереси. Само ќе завршам со констатација, почитувани, да очекуваме на 02-31-31-332, значи ќе повторам 02-31-31-332. Вели 9 импера раздели па владе. Нашиот јужен сосед преку неговиот шеф на дипломатија Коцијаш многу јасно кажал, и како аналитичар, пред да добие функција министер за надворешни работи, работата многу лесно ќе ја завршам во Македонија. Ќе ги скарам двете македонски партии, а со албанците ќе ја завршам работата. И го имаме веќе тоа.
Дали е тоа, јас пак ќе речеме 5 до 12, не е 12 и 5. Значи 5 до 12 да Македонија под итно се консолидира, се направи тоа национално јадро во секоја цена, заедно со претседател на државата, кој навистина во овој момент покажа што е државник, што е претседател на држава, што е татко на нацијата. И да возврати еден добар машки удар, да речам, на сите тие атакувања и тие непријатели кон Македонија и нејзиниот интегритет. Па еве јас пак ќе повторно, значи тоа што го кажал овој грчкиот министер, значи нас не треба да вината да ја бараме на страна, кај соседите, кај странците, кај овие домашните национални малцинства, туку ние да се сплотиме како македонци, бидејќи таа е најсилната брана, со која што ќе може да одолееме на секој притисок. И сега, што рекол Коцијас, ќе ги скарам со албанците, нас сега проблем што сме раскарани меѓу македонците. Тоа е главниот проблем. Ние, додека имаме домашно единство, лесно ќе се справиме со сите овие. Токму тоа го спомна Коцијас, вика да ги скара македонците, албанците ќе ми ја завршат работата. Па еве сега гледате 20 албански пратеници малтретираат, фактички доминираат над 100 пратеници. Значи доминира нивната волја. Колку се оправдани нивните барања? Па видете вака се, тие само ја користат. Да кажеме таа ситуација сега, тие делби и поделби, и јас себе тука ќе повторам, сум кажал тоа повеќе пати, греши секој оној што мисли дека тие високи привилегии што ги добија тие поранешни борци на УЧК сега во партијата ДУИ, значи греши секој оној што мисли дека заборават на тие стари сеништа за таа голема албанска држава. Значи тие се ја тераат платформата. Нивно зацртано уште нема некаде со таа президентска лига, така да ние како македонци значи треба да се вразумиме, да се освестиме и само така може да ги заштитиме нашите национални интереси. Да. Почитуваме и рекоме дека гласот на народот е празен, доколку вие не сте дел од него. Сакам да ги слушнам вашите прашања, коментари, анализи и прашања до мојот соговорник. Секако апропо и ова што денеска, еве верувајте ми, немам од другиот агол камера да ви доловам ова прекрасна атмосфера, да видите колку илјадници македонци се собрани да го кажат своето не за дестабилизација и редефинирање на Македонија. Тоа ќе го сторам во некои од наредните емисии, верувајте ќе поканам некои од македонците, од нашите луѓе кои дефинитивно цврсто застана на браникот на државата, да се спротистават на секаква, да речам, наезда, односно атакување. Затоа сакам да ми се јавете. Нашиот телефон е 02-3131-332. Професоре, тоа што веќе доаѓа, реков, а тоа е веќе светот ги прочита, и зверот го прочита, и сите околу зверот, оти не може никој да се поигрува со вистината, дека тачи, вели, ја изгубивме поддршката од САД и НАТО. Од друга ситуација, тој дугачкиот, да го речам, премиерот од Тирана, каде што во неговиот кабинет, тоа јас лично го кажав неколку пати, другите наглуво се сторија, и мајчи факт еден голем, ја не знам како по природа изгледа, но сепак за мене забега новинар кој е дозволува да се го вреđа, да го критикува гласот на народот, но велат дека спорам за Геровски, кој го слушнаме неодамна на некои од емисиите, не одговараат на луѓето да се брани македонизмот. Господинот Еди Рама во својот кабинет ја има картата на голема Албанија, што не е својствено, не е, да речам, ни дипломатски, ни професионално, кога си екс официо премиер на една држава, не смеш да покажеш територијални претензии кон некоја друга држава. Па не тоа, него тоа е уште пострашно ако се земе пред дека Албанија е членка на НАТО. А со најавите на Рама, со таа карта, со таа символика и со најавите што ги кажа дека ќе нема Македонија, доколку не се удоволни платформата, тоа е, да кажеме, со преведен на обичен јазик, значи закана со војна. И сега таа војна не доаѓа од било кого, него од земја членка на НАТО. А според Северноатлантскиот договор од 1949 година, кога формира НАТО, таму е запишано дека кога една земја е членка на НАТО е во војна, тогаш се сите земји членки. И од тука може така формално правно гледано, и не само формално, него да се толкува и како закана за војна од страна на НАТО. Со пораката негова, без македонците, без албанците Македонија Албанија е нема земја да членка, постои. кажав дека таму кога една земја членка е во војни судред, фактички е целиот сојуз. И од тука тоа е многу сериозна закана и јас имав една изјава деновиве која што малку така предизвика реакција на социјалните мрежи дека можеби Македонија време да размислува за нови стратешки партнерства и нови сојузништва. Франција има сојуз со Медитеранската унија, тоа му го кажа на еден француски дипломат. Во една прилика, зошто не замеруваат или му замерувате на политичкиот естаблишмент на оваа држава, ако
го отворил пренџерото и кон БРИКС, да речем. Тоа се држави кои го обстојува целата планета. А вие сте членка на таа медитеранска платформа, Унија, да речем, во секој случај. Се насме во ред. Па зошто откојаш дабл стандард, двоен стандард? Ние не смееме да бидеме пријатели со БРИКС, а од друга ситуација не бркате. Велат за љубовта се потребни двајца, за танго се потребни двајца. двајца. Да редефинираме таа наша политика од која што ја водиме од пред 20 години, 25 години, таа депанзива. Се сеќавате уште 91 година тогашниот покоен председател Кирил Григоров ја водеше политиката до Бризел. За нас светот завршуваше со Европската унија. Иако во тоа време имаше најави од други држави кои што беа спремни да понудат меѓународно признавање, меѓутоа нашата ориентација се определивме исклучиво за Европска унија. Па и сега во оваа ситуација убаво кажавте, светот не завршува со Европската унија. Значи светот е многу поширок. Таму се 28 земји и еве сега излезе Британија 27, а светот моментално во Обединетите нации има 194 земји членки. Така да сите тие се потенцијални партнери на Македонија и оттука ние треба сега со една паметна, со една разумна политика да не ги затвараме нашите пријателства, да затвараме очи пред евентуални други сојузништва. Да се вратиме повторно околу Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, имајќи факт дека денеска во Република Македонија е во посета генералниот секретар на ОПСЕМ. Не сакам да звучам дефетистички, професоре, но многу ми наликува као ситуацијата косовската криза која беше. Џони Вокер, како се каже тој Вокер, Вилем Вокер ја карикира во секој случај, дошол и така најавал, нели, осудувал, обвинувал, ред други работи. Дали на такви мешетари, да речем, еднашка треба да им се рече нон пасаран? Значи, доволно не доаѓате, не бидете зачини во една или не готвите манџи по ваши рецепти. Од друга причина, овој сценарио веќе е виден. Па сега е моментот кога Македонија, значи, треба по секоја цена да ги брани своите национални и државни интереси, а овие странци сега што доаѓаат и проекти што ги упатуваат се во насока да не скршат како македонци, да го скршат македонскиот народ. И јас верувам дека нашите водачи во овој момент ќе го издржат целиот тој притисок и јасно ќе кажат дека нема отстапки од овие национални и државни интереси, бидејќи немаме повеќе што да изгубиме. Сите овие останати национални малцинства имаат своји матични држави. Ние како македонци повеќе нема што да изгубиме. Тука е црвената линија и мора по секоја цена да ја браниме, бидејќи сега е обидот веќе за решавачки удар, да не обезличат и да ја редефинираат државата. Од тоа повеќе ние како македонци нема што да изгубиме. Значи главниот топик и главната цел е промена на името на Македонија. И редефинирање на државата, има некоја идна фаза да дојде и до поделба. Не сакам да звучам нарцисоидно или да речем многу претенциозно во делот на она што сум направил, како сум направил, но во изминатите речисни 36 часа имав една комуникација со поранешниот генерален секретар на НАТО господин Џорџ Робинсон, само една парафраза, бидејќи иако тоа беше оф рекорд, меѓутоа како и да е, че искористам само поддршката дека господин Џорџ Робинсон остана на истиот став, дека се радува што не дозволил да има крвопроливање во 2001 година, дека ја почитува Македонија која го поддржа Охридскиот договор. За разлика од акутелниот шеф, да речем, на НАТО, кој упатил императивно, да речем, порака по секоја цена председател Иванов да му го даде мандатот на Зоран Заев. Таа дискрепанца како ја дефинират? Имаме еден генерален секретар кој во неговото владење или речем на политичко действување вели се радувам што бев еден писмейкер и не дозволив да се раши да биде тоа војна со големи замави. Од друга ситуација имаме човек или пироман, да речем, во секој случај, кој по секоја цена фрла масло во оган. Па јас само уште ќе нафрлам некои моменти кога го спомнавте веќе Џорџ Робинсон. Тој даде извонредна поддршка во тоа време Македонија да го брани својот територијален интегритет и суверенитет. Јасно кажа дека тоа се терористи. Кога тие првишни 500 бандити се одметнаа, па тие 500 бандити беа на почетокот се одметнаа во планините, Македонска служба за државна безбедност знае се колку се, каде се, зошто се таму и можеше да ги реши во прв момент. Али сега да не одземам време да објаснуваме таа ситуација, само да за Џорџ Робинсон тој даде децена поддршка ние да се справиме со тие терористи. И некаде од јануари до јуни месец 2001 година македонските безбедностни сили имаа и државниот врв имаше одврзени раце да се справи. Меѓутоа тие внатрешни предавства се случија тие чудни работи и после странците во јуни месец го измислија Рачиново, ги седнаа на маса и оттогаш војната доби друг тек, како што сега зверот го измисли најпрвен преку Питер Фејт анализата на рамковиот договор, диво населје и сега оваа платформа, истото тоа сценарио со цел Македонија да биде фрлена на колена. Така да овој Џорџ Робинсон имаше особени симпатии во тоа време према македонските безбедностни сили, бидејќи самиот има загинато негов брат полицаец во
во Ирска, во Ирска или се не знам или во Шкотска беше во тие немири таму протестанти католици што се водат тие терористички напади во Велика Британија. Така да сега е истата приказна ја води Зверот преку овој како што го спомнавте Столтенберг, ова што дојде Могерини, кој што е со албански корени. Значи сите тие сега ја водат таа политика да го скршат македонскиот држава. Аналитичарите со став дека се уште на платен список на Џорџ Сорос е голем број функционери во Европска комисија, дури во Сенатот, во Конгресот, Американскиот конгрес. Кога спомнавте Џорџ Сорос, ние доаѓаме до една парадоксална ситуација. Џорџ Сорос е поразен во Америка, поразен во целиот свет. Џорџ Сорос е на прагу да состави влада во Македонија. Тоа е една парадоксална, една апсурдна ситуација каде што во целиот свет веќе фактички е поразен. Секој ден читаме извештаи дека таа негова погубна политика, дека тој белосветски мангуп кој што чија задача цел живот е да руши легално избрани влади по светот, али гледаме тука се уште значи има така жилави корени во Македонија и оттака јас се надевам дека во догледно време ќе ја разобличиме и целосно ќе ја сосечиме од корен таа негова погубничка политика. Дали светот или Зверот да речам кој во веќе во самоуништување, бидејќи да бидам искрен, нема никаква поддршка, очекува да наоѓа повторно некои меки ткива, вклучувајќи меѓутоа и тука во Македонија веќе нема. Народот го прочита, а јас ги слушав голем број аналитичари и од другата страна, да речам, кои се опозит на ВМРО ДПМН, тие што го поддржуваат Социјалдемократскиот сојуз, дека ја видоа грешката во чекорите кои ги направи околу девастацијата на монументите и редови работи, уништувајќи го собственото благо, собствениот капитален проект и редови работи, што навистина лошо изгледа за самата авторитет на својата таа политичка партија. Дали пораката ми е, дали сега визави се тоа што ние го гледаме като ден на 11 дена поред, тоа се 100.000 граѓани на Република Македонија во 26 града, храбро и цврсто стојат и упатуваат порака, нема шанси за редефинирање на Македонија. Па само така се треба да останеме цврсти и сплотени и да му покажеме на Зверот дека сме решени со сите средства, дали насилни или ненасилни, оти веќе станува збор за Македонија. Цената е висока, значи дали насилни, дали ненасилни, по секоја цена мора да се случува Македонија. Кога гледаме веќе дека Зверот ги губи корените во својата матична држава. Да, имаме грешна линија, ќе ми простете бидејќи секогаш гледачите, слушателите имаат предност. Добро вечер, вечер е. Добро вечер, кој се јавува? Простете ме, почитувани, со оглед дека не можам да го прекинам соговорникот во самиот дискурс, но како и да е, ви оставам простор, имаме минути за вас и за вашите прашања. Професор, да, одиме, да, можеме со реклами да одиме? Одиме со реклами и се враќаме во студиото. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на Радио Слободна Македонија. Да, почитувани, веќе имам гледач слушател на линија. Добро вечер. Добро вечер, брат Слободан. Добро вечер, Тале, повели. Добро дојде на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Братот Јанко Бачев. Благодарам. Па вака мило ми, представи, што и повторно, вечерот ова твоја емисија, заслужуваш. Благодарам. Што години, те гледам вака и мило ми е што во твојата емисија македонштината и нашата вера Христова имаат доминантно место. Жал ми е што тамото и газда, тамо и тие одговорни во таа наводно патриотска телевизија, македонска телевизија Сонце. Да, заборавиме. Пречија доди таа емисија во таа телевизија, таму напика некои квинствени овие комуњари кои го мразат со наше македонско сонце и наше македонско знаме, а тој таму ги прибра, дали некој го лажи, го мати мозокот на тој Ѓорѓе Танасовски, мојот сограѓанин од Прилеп, не знам, дај Боже да се помакедончи таму. Таа телевизија повторно да биде телевизија македонска, не со комуњари во неја. Повелите, мило ме, вака што имате, вакви сериозни теми во, на програма. И сакам да кажам дека мене како човек и како македонец да ме револтира Заев и тие негови соработници против Македонија околу него. Но мислам дека најголем проблем се неговото членство, за кое самиот Заев на телевизија Алсат нели рече дека нему на Заев
на неговите сопартијци не им личи македонскиот патриотизам. Че на телевизија албанска, на телевизија Алсат, фактички колку и да е некој албанец војален кон Македонија, мислам дека овој заев и тие од СДС ги демотивираат да се војални кон Македонија. Со таа нивна, значи, таа негова изјава фактички ги демотивира. Дали вели дека нам не ни личи македонски патриотизам. И од тука велам дека поголем проблем од заев се неговите членови, сопартијци, кои го поддржуваат во било кое предавство и злодело кон Македонија. Значи, толку е жално да членство во таа партија, верувам дека има македонци породци. Каде се тие да реагираат? Знам дека дел од нив ги има сега и нови, нали, се македонски собери и протести низ Македонија, но кај се грото како членство да масовно излезат на протести и кажат дека ние сме нели членови на СДС, но со оваа предавничка политика на Заев, на Прчко, на Ордановски, на Шекеринска не се согласуваме, но ги нема. Мислам дека најголем проблем на Македонија од 45-та па и порано, па до ден денес се таа структура, значи предавничка во таа поранешна, нели, Сојуз на комунисти на Македонија, а денешна СДС, тие се ни такви, тие се антимакедонски, антисоцијал и антидемократски сојуз за жал. Се негово поздрав. Благодарам, Тале, секој добро. Тоа е нашиот гледач и на радио фреквенција и на телевизија. Благодарам во секој случај за поддршката. Тоа е гласот на народот. Дали народот може некој да биде да го командува, да го теледиригира, да речем, со ремов контроли, со далински управач. Но, прашањето ми беше, кога зборовме за Зверот, да спомнеме опозит од Зверот, човекот кој рекол дека ќе стави еден ред во системот на политиката и дома, се мисли на Доналд Трамп, и во светот, и дека нема да се меша, да биде зачин ниту во ниједна манџа, да речеме, што да руши влади легитимно избрани и така натаму народот. И дека ќе ги остави државите сами да функционираат и тоа. И конечно за НАТО рекол, искажа дека НАТО нема да биде као што порано бил. Со оглед дека давајќи оценка дека не можеш во НАТО да партиципираш, и обврска, професоре, че се согласите, и Европско и НАТО се обврски. Не паѓа то небото по 500 евра, по едно 500 евра, и дека слорозово. Конечно, работата беше Доналд Трамп е човек кој треба да го реформира и редефинира политичкиот амбиент во светот. Па, доаѓањето на Доналд Трамп на чело на Америка за мене е една голема надеж за човештвото, едно големо улеснување, бидејќи ние гледавме досега една политика на Обама, па и неговите претходници, кои што фактички го запалија светот, кои што во нивниот мандат направија безброј војни. И дури символи. Да, ме слушате, но да го влучиме слушателот и веднаш ќе продолжите. Добро вечер, кој се јавува? Ало? Добро вечер. Добро вечер, кој се јавува? Лазе од Гевгенија. Повелете, господин Лазе. Ме интересира знам дека пред да почнат сите тие овие немири тука на Балкан, знам дека Албанија во еден многу скрупулозен начин ја изгуби својата финансија, како да кажем, на некоја си пирамида гейм, и тие пари отидоа тамо некаде во Америка, не знам на кој рачун. Дали можете нешто да кажете во врска со тоа? Благодарам многу. Сега најку со професор Вемон, бидејќи веќе треба да во контекст, значи генерално што го кажам ова за Трамп, новиот председател на Америка, значи во контекст може да се свати во и на одговорот. Значи, тоа е една голема надеж за човештвото, кажав, бидејќи досегашниот Обама и претходните фактички го запалија светот. Символично кажано, Обама секој наутро, кога ќе станува најверојатно од спиење, кога ќе отиде во својот кабинет, ќе изговори таа фамозна реченица да живее Америка, Господа ја благослови Америка, ќе го сврти атласот, кај ќе му застане прстот, во тој дел на светот ќе истори некој бомби. Така да сега, значи, таа политика
хегемонистичка што беше промовирана, очигледно Трамп ја сватил реалноста, дека е лудост да се верува дека еден човек, една држава може да го владее светот, во услови кога имаме една таква поделеност на народи, повеќе религии, повеќе раси во светот. Така да ја сватил реалноста и од тука тој сега добро е што ја подава таа рака према Русија, во кој што ќе градат партнерски однос, бидејќи според мене биполарниот модел на моќта во светот е многу поадекватен отколку униполарен кој што го наметна Америка како некаков команден мост кој што треба да ги управува светските процеси. И од тука сметам дека доколку сега обстане на своите предизборни ветувања што ги даваше во кампањата Трамп, јас мислам дека доаѓа една подобра, посветла иднина за човештвото, бидејќи тој фактички во извесна мерка го враќа и националноста кај државите, да можат сами да се управуваат, сами да се развиваат, да не ја чекат, еве спомнавте НАТО, каде јасно им кажат таму на земјите членки да не чекат само од Америка, него треба сами да се грижат за својата безбедност, за својата одбрана, да се организираат, да се развие еден свет на соработка, на меѓусебно партнерство, на почитување на националноста, бидејќи цела денешна Европа е изградена врз тој национален супстрат, каде што во сите устави може да ја видите референцата за мнозинскиот народ, со таа гарантирана положба за сите национални малцинства. Така да сега таа нова реалистичка политика што ја најавува Трамп, јас мислам дека ќе му донесе една многу подобра иднина на човештвото. Професоре, ви благодарам многу што бевте мој согорник во денешното издание на Гласот на народот на Радио Слободна Македонија. Ви посакам добро здравје и успех во работата. Благодарам на поканата. Почитувани, еве ви благодарам и вам што бевте со нас овие изминати 60 на минути на оваа фреквенција 96,00. Знам дека имаме доста гледаност, слушаност, ќе најдам на разбирање, бидејќи од еден медиум во друг, меѓутоа и со право зборам. Токму нова фреквенција и гледате и слушате. Не гледате на YouTube каналот и не слушате во живо на најслушаното и најгледаното радио, национално радио, Радио Слободна Македонија. Тоа беше, како што рекол професор доктор Јанко Бачев, зашто Заев го крие договорот со ДУИ. Имавте можност да слушнете и од слушателите. Со тоа што ве поканувам во сабота во 11 часот со ултра, исто така, ексклузивен соговорник како е денешниот и мојот претходен соговорник, верувате, нема да зажалите. Нема да го соопштам се уште името, бидејќи сакам адреналинот да ви го кренам се повисоко. Човек кој беше во 2001 многу актуелен и кој даде силни поддршки за Македонија. Еве, нека биде една мала енигма. Ве чекам во сабота во 11 на 96,00. Останете ми живи и здрави на оваа фреквенција и уживајте со програмата на Радио Слободна Македонија. Пријатна вечер. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот.